Денеска сме тука за да ја отвориме, да ја пуштиме во работа амбулантата во село Двориште, која настрада во поплавите во 2015 година и беше неупотреблива. Ова беше една руинирана зграда, каде што не можеше да се пружа здравствена заштита на населението, каде ова население од село Двориште негде брои 900 жители и за голема изненадување овде нема миграција. Значи во последните години нема ни еден жител иселен. Многу ми е миров што Јапонија имаше можности да помогне на овој начин, кај што најмногу треба помош. Да. Исто така, Марко, ќе додадам дека сега јапонска влада ќе даде околу 120.000 евра за поправите во Скопје. Да, во изминатиот период владата на Република Македонија и Министерството за здравство превзема пакет мерки за подобрување на здравствениот систем како во урбаните средини, така и во руралните средини. За нашата општина Берово, конкретно за населеното место Двориште, оваа зграда значи многу, од причини што Двориште е оддалечено неколку километри од општина Берово, од здравствениот дом во општина Берово, па тоа ќе значи дека првично тука ќе биде пружана првата помош на лицата на кои што им е потребна здравствена заштита. Јас би сакала да упатам голема благодарност до јапонската влада, која што не само овој пат, туку ни донираше неколку пати во повеќе здравствени установи во Република Македонија. Тука се јапонските комбиња кои што скоро сите здравствени институции во Источна Македонија се опремени и со тоа им овозможуваме на пациентите брзо и навремено пренесување во соодветниот центар на поголемите клиники во Република Македонија. Така, најпрви не можем да го сокрием огромното задоволство од овој објект, каде што ќе функционираме во едни прекрасни стандардни услови. Инаку јас како лекар од општа пракса ќе обавувам примарна здравствена заштита на населението во трајање од 8 часа, додека сестрата која што живее овде во ова селонче ќе биде постојано на повик и сигурно по потреба на располагање сум на мештаните од село Двориште 24 часа.